Благодарам. Почитувам колега Ташев, повторно ќе направиме. Па што друго и да очекуваме од оваа ќе влада. Сите проекти, сите амандмани кои што ги поднесувам се ветување од локалната самоуправа, сите се во вашата предизборна програма, односно во предизборната програма на градоначалникот на општина Неготино. Но еве досега нема ништо направено, ниту пак има намера да направи. Затоа јас ќе им се обратам на моите сограѓани и ќе им кажам дека се што ветивте, се излажавте. Оваа власт нема слух за нас како општина, како град Неготино, но кога сме кај ветувањето, еве во Неготино не е ветено, и тоа што не е ветено, вие планирате да го направите. Не е ветено да се направи депонија, но оваа власт има намера да направи депонија од огромни размери. Депонија која што ќе ја загадува не само Тиквешијата, која што ќе ја загадува цела Македонија, на која што дневно ќе се носи 1500 метри кубни отпад. Не само од Македонија, нема да биде тоа регионална депонија. Тоа ќе биде депонија од европски размери. Отпадот од цела Европа ќе се носи во Неготино, во срцето на Тиквешијата, во сред земјоделски крај, вие планирате да направите депонија. И ако сте ја прочитале досега студијата, а верувам дека би требало да ви е прочитана, и како дел од јавната расправа која што беше организирана во Неготино, на која што бевте и вие сам присутен, на која што можевте да го слушнете размислувањето и гласот на народот, како тие размислуваат во врска со таа депонија, морам да кажам дека во самата студија на повеќе од 10 страни добро е објаснето што се и како планира да се депонира на тој отпад. Значи се освен нуклеарен отпад. Меѓутоа, и тоа не е сигурно, имајќи во збор за каков инвеститор станува збор. Инвеститор со кривични пријави, инвеститор избркан од сите околни држави, доаѓа во Македонија и тоа баш во Неготино го пречекуваме со раширени раци да отвори депонија. Па добро знаете дека во Неготино, во Тиквешијата, главно за земјоделците, е грозието и лозието. Познати сме по заштитено, како заштитено еколошко подрачје за производство на квалитетно вино и грозие. Винската индустрија носи 50 милиони евра годишно и е втора земјоделска гранка после тутунот. Планирате тоа да го уништите. Не го ветивте, но сепак ќе го остварите тоа. Ако до сега земјоделието го уништувавте систематски, ова ќе биде крај на земјоделието во Неготино и пошироко во Тиквешијата. Ви благодарам.